Наша денешна гостинка во рубриката на Кафе со е Наташа Митева Давидковска. Таа имено е кореографка, но воедно и лиценциран танчер, односно танчерка, каде што во ова интервју кое што следи ќе ни објасни нешто повеќе за новата модерна танцова дисциплина, односно една од поновите која што се појавува околу 2000 година, насловена High Heels. Имено станува збор исто така за не толку позната танца дисциплина во Македонија. Верувам во продолжение дека ќе слушнеме интересна приказна, но се разбира и за тоа како се снаоѓа во овие две улоги, кои се главните предизвици со оглед на тоа дека работи и како танчерка, но воедно и како кореограф. Да и посакаме добро утро на Наташа. Добро утро, Марија. Наташа, за почеток, кои се оние главни утрински ритуали кои што се одлика на вашето утро? Многу важен дел од моето утро е тоа што има една прошетка со кучињето што ја правам обично и трае 2 часа. Така да дел од нивниот тренинг, јас имам белгиски овчар, малинова и лабрадор, двете се женки. И тоа ми е начин за да можам да се расонам и да го почнам денот како што треба, со убава енергија. Така што кога они... Не е потребно кафе, значи. Пијам кафе во спат, нели? Ама е многу важен дел затоа што треба секогаш да си тука присутен со нив, за да внимаваш например они што прават, како прават, па после дел од нивниот тренинг е тоа што си играат двете заедно, па после работиме. Најчесто работиме вежби како recall, нели, да се враќаат кога има потреба да одат покрај тебе, нели, послушност, основни вежби за послушност, и тоа ми е некако главното нешто што го прави мојот ден. Ако го немам тој дел, например со кучиња, малце денот оди малку на друг начин. Морам да почнам и да станам или со музика, или со нив, така за да можам да му дадам некоја убава нота на денот. Да, убава енергија, што би се рекло. Наташа, денес си и кореограф и танчар. Како се снаоѓаш во овие две улоги, односно кои се оние главни предизвици? Љубовта кон танцот се јави уште од дете. Јас танцувам, мислам дека уште пред да научам да одам. Играв хип-хоп и R&B, 10 години. И ми се свиеше, например, бев доста добра во тоа, бев лид танчер во групата која што бевме. И после тоа решив да продолжам една од желбите што сакам да бидам, нели, која ќе пораснам, и беше да бидам кореограф. И е многу важно, например, за мене сега, ќе објаснам на кај стигнав, ама начинот на кој што прогресираше мојот стил на танцување се случи, например, играв хип-хоп R&B кога бев дете. После тоа, нели, кога станав млада жена, малце сакав, имав потреба да бидам малку поженствена и да се внесам во таков стил. Така да влегов во аргентинско танго. Танцував аргентинско танго долг период и од 2019-2020 веќе почнав да се интересирам за хилс. Тоа е танц кој што сега во моментов го играм и го предавам. И е многу интересно за мене, направи огромна трансформација како личност. Тоа можам да го кажам и сакам, тоа што сакам јас да го предавам како кореограф и како учител, нели, на хилс, е да инспирирам многу девојки за да ја најдат својата внатрешна убавина, за да можат себе си да се прифаќат, значи сите делови од себе да можат да ги прифатат и да можат да ги искажат пред светот и да, нели, не само пред себе. Главни ме праша кои се главни предизвици во овие две. Како танчер, на мене ми е предизвик, например, ако учам различна кореографија од различен тип на учител, на предавач. Така, пошто сите луѓе си имаат свој различен стил, дали треба да биде тоа перформанс, дали да биде повеќе технички, и наоѓањето на некоја средина помеѓу тие две може да биде малце челенџик, нели, како предизвикувачки. Ако станува збор за кореограф, главен предизвик ми е
на мене да изберам песна прво, да видам на што сакам да работам, што е тоа што сакам да го покажам, како сакам јас да се осеќам и како сакам моите ученички, например, да се осеќаат додека го играат тоа, што сакам да видам, дали сакам да се фокусираат на себе прво, дека нели на себе сакање и после тоа доаѓа перформанс. Така се тие. Во текот на разговорот ја напоменавте нели модерната дисциплина high heels. Од што се состои истата, односно која е главната комбинација на оваа танц дисциплина? High heels е комбинација од джез, од street dance и од commercial. Значи се јавува во рани, доста е нова, се јавува во рани 2000-ти, кога артисти како Ашер, како Бионсе имаат потреба да одат женските танчери на сцена и само да одат или да стојат во одредена позиција, како не прават ништо. Додека машките танчери си играат, овие да имаат потреба тука да стојат на страна или да позираат или нешто така, и се јавува потреба за жените да играат во штикли. И така полека почна да се развива самиот правец, што е сега како нели како се учи како собствен правец, нели како обичен. Така, најново е. Најново, да, кај нас мислам дека уште нема. Јас завршив академија во Грција и се обучував од кореографи кои што се во Грција и во Америка и во Европа. Дали овој стил е резервиран само за жени? Не. На моите часови, исто како и часови што се на други кореографии, се добре дојдени и мажи, може да играат во штикли и не мора. Има некои, например, модификации кои што може да се направат на чекор што е баш женски, што може да се модифицира на машки начин, така да добре дојдени се и мажи. Работилница ќе се одржи за оваа модерна дисциплина на 31 мај. Како оди самиот процес на пријавување и до кога трае истиот? Пријавувањето може да трае, мислам дека до последен дел, до 30 мај, со тоа што ако се наполни едната група, ќе направиме уште една група. Целата работилницата ќе се состои од 2 дела, значи 2 часа ќе работиме само на техника, што вклучува одење, баланс, стабилност, вртење, shapes, forms, нели тие интересни работи. Тешко се учи тоа? Не. Многу е интересно, има интересни вежби кои што се прават во текот на работилницата, за да може тоа да биде како дел од вас или да се научи. И вториот дел од работилницата ќе биде исто така 2 часа и тоа ќе биде кореографија. На самиот крај, што би им препорачала на сите оние кои што го сакаат танцот од мали нозе, можеби како вас, но можеби бидејќи и во самиот разговор напомена дека присутен е стравот кај одредени лица, што им препорачуваш? Да не се плашат. Just go with it. Јас би препорачала да никогаш да не се откажуваат од тоа што го сакаат, ако танцот е дел од нив, дека треба да продолжат да танцуваат, без разлика на тоа кој стил е. Ако сакаат да се најдат себе си, дали е дома, дали е во студио, дали е, не знам, се случува кај мене, јас танцувам во кола некојаш, да, во било која средина, секојаш кога ќе пуштиш музика, ако сакаш да танцуваш, дека just go for it. Благодарам многу за одвоеното време, но вистина ми беше драго што имавме можност пиејќи кафе да говориме нешто повеќе за танцот. Фала.